Имаше мирен изборен ден, но за жал констатиравме и бројни прекршувања на изборниот процес. Злоупотреба на избирачкиот список, обиди за изборен подкуп, директни закани и уцени, кршење на изборниот молк преку агитирање, како и нерегуларности при самото гласање. Во Лозово, например, е спречен обид за подкуп, документирани од страна на Министерството за внатрешни работи. Обиди за подкуп има и во други места кои сега се документираат. Во Куманово и во Ѓорче Петров имало случаи на повеќе ливчиња да му се дадат на еден гласач. Во Ѓорче 5 ливчиња се дадени од председателката на избирачко место на својот сопруг. Во Студеничани членовите на избирачко место истовремено биле и на советничка листа на ВМРО-ДПМН. Во Прилеп и Крива Паланка регистрирани се притисоци и закани кон активисти и кандидати на СДСМ. Во Неготино констатирано е дека кандидатката на ДПМН користи општински објект за потребите на кампањата. Во Богданци раководител на ОВР Гевгелија со возило на ЈП Национални шуми агитирале за ДПМН. Веќе реагиравме за тоа што починати лица се најдоа на избирачкиот список, дури на советничката листа на коалициониот партнер на ДПМН. Командири и началници на полиција беа дел од активностите на ДПМН на терен за време на кампањата. Во Зелениково и Кратово роднини на кандидатите за градоначалници биле назначени во општинските изборни комисии. Во Охрид, Крива Паланка и Прилеп партиските штабови на ДПМН биле активни и агитирале за време на молк. Во Градско закани од кандидатот Киро Нацков кон членовите на одборот. Во Јагуновца злоупотреба на лични податоци за гласање на болни и немоќни. Денеска имаше известување за неколку случаи за попречување на работа на новинарски екипи во Карпаш, Охрид и Тетово. Овие настани бараат итна реакција од ДИК, јавното обвинителство, МВР за да обезбеди одговорност, да се заштити слободната волја на граѓаните, да се гарантираат фер и демократски избори. Правниот тим на СДСМ подготвува поднесување на соодветни пријави и поднесоци до надлежните институции. Од досега пристигнатите резултати, СДСМ води и очекуваме победа во Центар, Крива Паланка, Пробиштип, Чучар-Сандево, Чешиново, Блешево, Кривогаштани и Богданци. Тесна битка е во Неготино, Валандово, Македонска Каменица, Ранковци и Лозово. Водиме и во Дојран, но најверојатно ќе има втор круг. Како пристигнуваат резултатите, така ќе ви информираме. Со задоволство констатирам дека во секоја општинска организација имаме подобар резултат во споредба со минатата година. Ви благодарам.